Добар ден, драги ученици! Денеска за наставна единица е предвидена цртање на дланкограм. Бидејќи знаеме ние колку работи можеме да завршиме со нашите дланки, дека секогаш во животот ќе ги користиме при физички вежби, при разна работа, при помагање по дома, например, значи сите работи ги извршуваме со нашите дланки. Тие се многу битен фактор во нашиот живот. Па затоа сега ќе направиме еден вид вежба да видиме колку можеме да пробаме да нацртаме дланката на лист хартија. За помалите, значи јас сум десничар, со десна рака ја цртаме левата дланка, вака, додека за овие поголеми кои можат со десната дланка да надрат, дека пробаат со левата да изведат цртање на својата дланка. Сега ќе изведеме неколку вежби и ги поставам дланките долу на под и ќе изведеме одреден вид на комплекс вежби со помош на овие дланки. Сега, ако не можеме толку дланки да поставиме долу на под, ќе поставиме еден вид на, можеме да поставиме разни предмети, како например чаши, тапи, листови, хартија, молив и така на разни кутивчи. Сега ќе почнеме со еден комплекс вежби на загревање. Тоа ќе се движиме како пајак. Движење како пајак се движи вака, значи лева, десна, по дланкограмите што ги имаме направено. Неколку повторувања вака. Од тоа можеме да се вратиме од тука, сега се движиме кон назад, значи од дланкограм се движиме кон назад со нашите дланки. Сега можеме да правиме слалом движења околу нашите поставени дланкограми, значи слалом движења се цик-цак, односно лево-десно, значи одиме. Еден, два, три. И сега вртиме осмица, кружно движење. Еден, два, три. Исто така ова движење може да го изведеме во обратен став, например вака. Значи исто вака. Значи слалом, представува цик-цак движење. Значи излегуваме помеѓу поставените лист карти или поставените предмети. Сега може да направиме кружно, исто така пајаково движење, но со круг околу предмет. Например, правиме кружно движење, па одиме на другата дланка, кружно движење тука, па одиме кон другата, кружно движење, и така се движиме до крај. Тоа беше за пајаково движење, исто така можеме да го движиме ова и во обратен став. Значи само ќе покажеме. Кружно движење околу предметот. Така, па околу другиот. И така, без да го добре. Сега можеме и со трчање. Сега прво правам слалом движење, односно легувам, излегувам, легувам, излегувам, легувам, излегувам. Исто така можеме и на назад. Легувам, излегувам, легувам, излегувам. Исто така може и секој време да направиме кружно движење. Значи вака, кружно движење едно, кружно движење друго, кружно движење трето, четврти предмет го напаѓаме и пети предмет кружно движење. Сега можеме со движењето напред да ги допираме нашите предмети со рака. Оди. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Можеме, например, да имаме мотивација, да го изведеме ова што побрзо, значи ќе вклучиме штоперка, ќе ни мерат во секунди од 1, 2, 1, 2, 1, 2. Сега имаме моторно време на латентно моторно време на реакција. Например, сега некој ќе ни даде знак, ќе ни помогне во нашата соба, кога ќе даде знак, ние или левата дланка ќе каже, например, лева, поставам лева брзо, десна поставам. И така латентно време на моторна реакција, да видиме колку ќе сме спретни и брзи. Сега можеме да извршуваме истегнувања, да ги
Исто така, исто со знак, дали ќе биде лева рака, дали ќе биде десна рака, со истегнување. Сега, одиме. Малку ќе ги поставиме далеко од нас. Значи, сега, знак ни дават лева, знак ни дават десна. Знак ни дават лева, знак ни дават десна длан. Сега можеме, например, и да бидат двата предмети поставени позади нас. Значи, позади нас се поставени двата предмети и сега треба од меѓу нозе да се стегнеме, меѓу нозе да пипнеме, да го пипнеме предметот. 1, 2, со исправени колена. 3, 4, 5, 6. Така. Сега, например, можеме да направиме, се ги вклучиме стомачните. Да ги вклучиме стомачните. Со вклучување на стомачи да пипнеме што подалеку, дали лева предмет или десен. Се вклучуват. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Сега можеме и во страна. Значи, тука имаме поставен предмет и тука поставен предмет. Сега, хоп со спротивна рака. 1 стегнуваме. Спротивна рака. 2. Спротивна рака. 3. Спротивна рака. 4. Спротивна рака. 5. Но можеме и да правиме засук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добро? Сега ги поставуваме исто така предмети да знам програмите. Така. И сега, одиме во позиција позење во став. 4 ножен став, сега поминуваме со нозете напред и поминуваме во 4 ножен став. Преден, пак одиме, поминуваме во 4 ножен став. Пак, преден, и зад. Добро, сега имаме исто така истегнување на стретчинг, расчекорен став, кремање раце горе, пипање еден предмет, кремање раце горе, пипање друг, кремање раце горе, пипање предмет, кремање раце горе, пипање. Хоп, 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 хоп. Сега имаме нова вежба. Значи, на програмите да се тука и треба две напред предмета да ги добавим двете поземени. Креам горе 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Сега, малку потешка вежба. Со вртење, значи, програмите се позади мене. Со вртење да направам, да ги пипнам програмите со засук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добро. Тоа мислам дека